По повод патрониот празник на Кратово, Свети Ѓорги Кратовски, општина Кратово организираше фотографска изложба "Потрагите на Свети Кирил и Методи", која беше отворена во Домот на културата Лазар Софијанов во Кратово на 22 февруари со почеток во 13 часот. Изложбата се состои од вкупно 32 дела и дел од истата ќе биде поставена во изложбениот простор на музеот на град Кратово. Авторот на фотографиите е Павол Демеш од Братислава, Република Словачка. Тој фотографиите ги направил во период од 3 години при посети на места поврзани со животот и дејноста на словенските просветители. Поради тоа, оваа изложба представува една фотографска биографија на Свети Кирил и Методи. Оваа изложба, насловена како "Потрагите на Светите Кирил и Методи", во голема мера отвара една фотографска биографија на солунските браќа Кирил и Методи по местата каде што тие се движеле како византиски дипломати, меѓутоа и како оние најголеми афирматори на словенското дело и на словенскиот идентитет. Овде имаме прекрасни фотографии во кои што се покажани значи сите важни точки, дали тоа ќе бидат географски точки или урбани топоними, каде што се движеле Кирил и Методи од местото на нивното раѓање Солун до Константинопол. Ќе ги видите на фотографиите градовите од како што се Рим, Венеција, Моравија како цел еден географски регион со Нитра и со други важни седишта во денешна Словачка и во Чешка. Меѓутоа ќе го видите секако и нашиот град Охрид, бидејќи после крајот на Моравската мисија 885 светите Климент и Наум Охридски во изворниот вид ќе ја шират кирило-методиевската традиција на охридски терен. Во тој период Охрид е можне значен христијански центар во Европа и токму на ова место самиот Климент ќе формира и Охридската книжевна школа, во кој што како завет од неговите учители, светите Кирил и Методи, тој во продолжение на голем број на години и после него ќе ја спроведува глаголицата во употреба заедно со преводите на Светото писмо, онака како што ги направиле неговите учители Кирил и Методи, и секако Охрид ќе стане можне важен центар и поради богослужбата која што тука ќе ја воведе како словенска Свети Климент Охридски и заради неговата оригинална и преводна дејност и понатаму воопшто целата просветителска дејност која што тој ќе ја темели и врз терминот просвештение, кое што во тоа време значи и христијанизација и осветување и светлина, но и просвештение буквам, што значи просветување со помош на писменоста. Ovo nije prva, znači ovo je četvrta u sekvenciji. Bili smo sa ovom izložbom osim otvaranja u maju prošle godine u Ohridu, sad u decembru, posle opet u Skoplju u jednom gimnaziju i Kratovo je četvrte mjesto gdje otvaramo ovu izložbu. I tu zahvaljujem gospodinu gradonačelniku da nam je omogućio takvu priliku. Moja ambicija je da ćemo više manje da sa ovom izložbom idemo po čitavoj teritoriji svim bitnim gradovima u Makedoniji, a meni je čast da smo počeli ovdje u Kratovo, zato što Kratovo nam je na neki način poseban grad. Ова изложба прв пат е представена во изложбените салони во Братислава, во неколку градови во Европа и во САД. Изложбата "Потрагите на Свети Кирил и Методи" во Кратово се организира под покровителство на амбасадата на Република Словачка во Скопје. Досега изложбата на македонската публика и е представена во Скопје и во Охрид.